кратки најави за денешниот дневник. Сезоната не ги исполни очекувањата на туристичките работници. Велат многу туристи, но со послаба куповна моќ. Сефи Данис го промовираше Алшар, првиот робот диџеј. Едриличарите од акватика јахтинг со бројни медаљи од Шарлов куп Смедерево. Лишени од слобода 9 дрвократци, против нив е поднесена кривична пријава. Путин и Си Џинпинг со честитки до Ким Џонг Ун по повод Денот на Републиката. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес предпладне имавме сончево и топло време со умерена облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста, кое што доцна попладне и навечер ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 24 степени Целзиусови. Утре над Северно море ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во западна, северозападна и во централна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи. Врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Апенинскиот и поголем дел од Балканскиот полуостров како последица на циклон, чиј центар ќе се наоѓа на југ од Јадранското море. Во останатите предели од континентот претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Пообилни врнежи се очекуваат во Албанија, Црна Гора, Косово, Македонија, на југот Србија и на северот Грција. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 28 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува облачно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на температурите. Пообилни врнежи се очекуваат во попладневните часови. За 24 часа се очекува да наврнат 25 до 50 литри, а локално не се исклучува можноста и да се надминат 50 литри дожд. Во попладневните часови ќе дува и засилен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 24 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува облачно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на температурите. Локално се очекуваат да наврнат и до 40 литри дожд. Ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во среда во Охрид во утринските часови врнежите од дожд ќе престанат и ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне намалување на облачноста и се повеќе сончеви периоди. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во четврток по свежото утро и температура од само 12 степени. Во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 24 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне повторно нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура ќе се искачи до 23 степен Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior, заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. На брегот на Охридското езеро и овој продолжен викенд се уште има гости. Официјалната статистика до јуни годинава бележи зголемување на бројот на туристи за 11,1% во однос на лани. Но сезоната не ги исполни очекувањата на туристичките работници. Велат многу туристи, но со послаба куповна моќ. И овој продолжен викенд голем број туристи во Охрид ги има редовните странски гости од Холандија, Полска, групите од Турција, но и од соседна Србија. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика од јануари до јуни годинава, бројот на туристи е зголемен за 11% во однос на лани, но туристичките работници велат не се исполнија очекувањата. Првичните анализи покажуваат огромен број туристи, но со послаба куповна моќ. Имаше раздвиженост, градот беше полн и се доби тој впечаток дека сезоната е добра, дека се работи, меѓутоа оваа година имаме публика која што е финансиски послаба, значи таква публика во градот е потребна, меѓутоа не е најпожелна да кажам, затоа што тие гости, таков тип на гости кои што доаѓаат нема некој голем финансиски бенефит и затоа можам да кажам и да оценам дека беше нешто послаба. Охрид имаше многу туристи, али Охрид не знам зошто имаме ние квантитет, а немаме квалитет на туристи. Знаете, имат доста туристи од Турција кои се организирани и кои све им е однапред предодредено и имаат и каде да ручат и каде и што да посетат, за разлика од приватните туристи кои треба да потрошат на повеќе места пари. Значи Охрид треба претежно да оди на квалитет, а тоа може да се направи со нормално мало со регулирање на цените. На брегот на Охридското езеро се користат последните денови од летото. На плажите се уште има посетители. Септември е идеален за спокоен одмор. Токму затоа голем број туристи го избираат овој период од годината да одмараат на брегот на Охридското езеро. Molto bello e molto Многу е убаво, прекрасна природа, незаборавни пејзажи, комплетно преубаво. Многу убаво, затоа што времето е многу пријатно, а водата е незаборавна. Никогаш не била подобра како денеска.
односно денови. Многу потопло од минатите викенди, така што е стварно убаво. Се надевам ќе не служи уште вакво време. Еве со книгава, убаво си поминувам, се капам и така. Се е најдобро. До крајот на септември на Охридскиот аеродром ќе ги има конекциите со Холандија и Полска. Владата го објави јавниот повик за субвенционирање на нови авиолинии. Ќе има финансиска поддршка од 12 евра по патник превезен до аеродромот Свети Апостол Павле. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитка по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Овој историски датум е важен за сите денешни, но и идни генерации, ден кога се остварија долгогодишните желби и стремежи на македонците за суверена и независна држава, да бидеме свои на своето. Празникот представува остварување и континуитет на трудот, вложувањата и пожртвуваноста на многу претходни генерации кои живееа со мислата за слободна и самостојна држава. Овој празник не подсетува на предизвиците кои сме ги надминале, но и ни дава сила и мудрост да продолжиме понатаму. Ако пред 33 години сонот на нашите татковци и мајки била независна Македонија, нашиот сон е економски стабилна и напредна држава, единствена, почитувана и меѓународно признаена. Секоја индивидуа посакува подобра иднина за себе, но најважно од се е идејата за заедничка иднина. Идејата дека само сплотени и единствени можеме заедно да изградиме сигурна иднина за успешна Македонија. Нека е честит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Нека е благословена и вечна нашата убава татковина. Стои во честитката на градоначалникот Пецаков. По повод денот на независноста на Македонија, Друштвото за истражување и развој Сефиданис во клуб во Охрид го представи својот најнов проект Хуманоиден робот DJ. Токму на полноќ, кога Македонија прослави 33 години независност, се роди Алшар, робот во изглед и природни димензии на човек, кој со помош на вештачка интелигенција може автономно да создава уникатни музички дела. Друштвото за истражување и развој Сефиданис на 8 септември во ноќен клуб во Охрид го представи својот најнов проект Хуманоиден робот DJ. Алшар има за цел да не воведе во новата ера, а воедно да понуди конзервација на македонската уметност и културно наследство, при што со помош на современите парадигми на машинско учење ќе може да креира авторска музика, како и да преработува стари дела во нови жанрови и стилови, привлечни за новите генерации. Името Алшар е инспирирано од македонскиот рудник, каде за прв пат во светот е откриен минералот лорандит. А токму така, лорандит се вика и композицијата со која се представи Алшар, креирана целосно со помош на вештачка интелигенција на суперкомпјутерот Nvidia, кој Сефиданис ексклузивно го поседува во регионот. Покрај лорандит, кој е прогресивно техно, а сокрива стихови од песната Заветна во изведба на Билјана Скендеровски, Алшар избра да пушта и дела од современата електронска македонска музика, меѓу кои Ајде да летаме на мултимедијалната група PMG. Иновативното решение Алшар е синергија на неколку технологии со отворен и затворен код. Тој ќе може да ги предвидува нашите емоции и сензибилитет поврзани со музиката, со цел да го подигне нивото на забавниот ноќен живот и да понуди ново футуристичко корисничко искуство. Идејата за робот DJ е на професорот Анис Сефиданис, кој предава на Факултетот за машинска интелигенција и роботика и е основач на Друштвото за истражување и развој Сефиданис и кој го водеше проектот од неговото конципирање до финална реализација. Алшар е само уште еден во серијата паметни системи на Сефиданис од областа на дигиталната уметност, кој претходно го представи паметниот споменик на Григор Перличев и споменикот на иднината. 67 светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација од 17 до 22 септември во Охрид. За портпарол на конгресот е именуван искусниот долгогодишен портпарол на СВР Охрид Стефан Димовски, кој е и председател на Интернационалната полициска асоциација регион Охрид. Од 17 до 22 септември во Охрид ќе се одржи 67-миот светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација.
На овој највисок репрезентативен собир на државите и полициите од светот, членки на ИПА, учество најавиле 64 ИПА држави и нивни национални ИПА секции, како и други меѓународни организации, членки на Обединетите нации, со присуство на 240 учесници високо рангирани полициски службеници во матичните министерства за внатрешни работи. Нивното учество на Светскиот конгрес во Охрид е од исклучително значење за ИПА Македонија, како организатор на Светскиот конгрес, но и врв на довербата што ИПА Македонија ја има во рамки на Светската интернационална полициска асоциација. На 67-миот Светски конгрес ќе се разговара за повеќе теми поврзани со регионалната и глобалната безбедност и стабилност, јакнење на билатералната и мултилатералната полициска соработка помеѓу полициите членки на ИПА, јакнење на професионализмот на полициските службеници и низ бројни форми на едукација, и во таа насока ќе бидат потпишани низа конкретни договори. По завршување на 67-миот ИПА Светски конгрес во Охрид ќе следи манифестацијата Недела на пријателство, при што за учесниците на 67-миот Светски ИПА конгрес од 22 до 29 септември предвидени се туристички разгледувања на повеќе ИПА региони, градови, значајни историски и туристички места во Македонија, информира портпаролот Стефан Димовски. Интернационалната полициска асоциација е најголема полициска организација во светот, формирана на 1 јануари 1950 година, од кога работи врз принципите утврдени и усвоени од страна на Обединетите нации. Едриличарите од клубот за спортско едрење акватика јахтинг од Охрид освоија грст медаљи на Шарлов куп, кој викендов се одржа во Смедерево, Србија, во организација на Бродарскиот клуб Металац од Смедерево. Успешен настап на едриличарите на акватика јахтинг од Охрид на Балканскиот Шарлов куп 2024, кој викендов се одржа во Смедерево, Србија, во организација на Бродарскиот клуб Металец од Смедерево. На надпреварувањето во класите Оптимист, Илка 4, Илка 6 и 470 во конкуренција на околу 50 едриличари од 7 клубови од Србија, Романија и Македонија, надпреварувачите од акватика јахтинг од Охрид освоија 6 медали. Од македонските едриличари со златен медал во класата Оптимист во женска конкуренција се закити Мила Булатовиќ. Сребрени медали освоија Софија Ставрева, Илка 6, Дарија Зографска, Оптимист до 12 години и Петар Филовски во класата Оптимист до 14 години, а бронзени медали освоија Јана Недановска во класата Илка 6 и Илина Гаджовска, Илка 4. Лишени од слобода 9 дрвократци. Против нив е поднесена кривична пријава. 2 засебни пожари во Струшко. Следува билтенот на СВР Охрид. Секторот за внатрешни работи Охрид до основното јавно обвинителство Кичево поднесе кривична пријава против 9 лица поради основано сомнение за сторено кривично дело кражба, а против 2 од овие лица е поднесена и кривична пријава спречување службено лице во вршење на службено дејствие. Сите 9 лица се лишени од слобода и со кривичната пријава се предадени во основното јавно обвинителство Кичево за понатамошна постапка. Имено на 8.9. годинава во координирана акција на Одделот за криминалистичка полиција СВР Охрид и Одделот за специјални полициски операции единица за брзо распоредување на територија на општина Кичево во местото викано Кутуров дол, затекнати се лица во незаконска сеча и дотур на дрва за огрев во шумски предел и покрај активната забрана за движење во шума. Лицата биле без соодветни дозволи и документација за сеча, дотур и превоз на огревни дрва. Од лицата се одземени мобилните телефони и предмети за кои се претпоставува дека ги користеле за извршување на кривичното дело, како и товарно моторно возило МАН и джип Opel Frontera, двете со кичевски регистарски ознаки. Исто така во местноста викана Мала река, лишени од слобода се 3 лица и одземени се 2 трактори со приколки и 1 возило Citroen Jumper, како и моторна пила и повеќе канистри за бензин. На 8 септември на територијата на општина Струга се случиле и 2 пожари. Околу 9 часот во ОВР Струга е пријавено дека во ограден плац каде имало барак собственост на лице од Струга лоциран во Струшкото поле во близина на селото Мислешево избухнал пожар. Повредени лица нема, интервенирала територијалната противпожарна единица од Струга.
Во 10:42 часот во близина на Кујќа во струшкото село Горно Татеши пак, собственост на 50-годишник од истото село, избувнал пожар. При тоа изгорел дел од оградата, како и ниви во приватна собственост, лоцирани околу локалниот пат во селото. Повредени лица нема, интервенирала територијалната противпожарна единица од Струга. По продолжение да ги погледнеме вестите кои беа актуелни денес во светот. Израел бомбардирал неколку градови во Сирија. Во нападот загинале најмалку 14 лица, а повредени се 43 лица, јавуваат локалните медиуми. Сириските сили за воздушна одбрана пресретнале и собориле неколку проектили. Според нивните наводи, на мета се нашле 5 локации, меѓу кои Центарот за воени научни истражувања, а оштетен бил и автопатот. Воен аналитичар кој работел во Велика Британија рекол дека главна цел на нападите биле локации во градот Масијав, од каде што според него работат проирански експерти за развој на оружје. Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган изјавил дека исламските држави треба да формираат алијанса против, како што рекол, растечките закани од израелскиот експанионизам, што наишло на остри критики од страна на Израел. Супер тајфунот Јаги го погоди Виетнам. Во поплавите и лизгање на земјиштето предизвикани од тајфунот загинале најмалку 24 лица, а 299 се повредени, соопштила виетнамската влада. Причината е голема материјална штета, прекин на електричната енергија и на телекомуникацијските системи во неколку делови од земјата. Се урнал и мост од надојдената Црвена река во провинцијата Футо, при што неколку возила паднале во реката, а 3 лица биле спасени и пренесени во болница. Метеоролошката агенција предупредила на дополнителни поплави и лизгање на земјиштето, истакнувајќи дека врнежите во неколку делови од регионот се движеле меѓу 208 и 433 мм во изминатите 24 часа. Најмалку 48 лица загинале во експлозија на цистерна со гориво во Нигерија. Агенцијата за управување со катастрофи соопштила дека цистерната експлодирала кога се судрила со друг камион што превезувал луѓе и добиток. Државната агенција за управување со вонредни состојби информирала дека во судирот учествувале повеќе возила, пренесува Reuters. Нигериската државна компанија минатата недела ја зголемила цената на бензинот за најмалку 39%, што е второ големо зголемување во текот на една година. Сепак во земјата се уште има недостиг на бензин, па возачите чекаат во редици со часови. Честитки до севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун по повод 76 годишнината од основањето на Северна Кореја упатиле кинескиот претседател Си Џинпинг и рускиот претседател Владимир Путин. Како што објавил Кремљ, Путин во честитката истакнал дека односите помеѓу двете земји остануваат на високо ниво и дека е сигурен во зајакнувањето на сеопфатното стратешко партнерство меѓу Русија и Северна Кореја, благодарение на нивните заеднички напори. Кинескиот претседател Си во својата честитка повикал на подлабока стратешка комуникација и соработка со Северна Кореја. Инаку денес Кина најави нови заеднички воени вежби со Русија на крајот на септември, поради што Пекинг заработи обвинувања од НАТО дека ја помага Москва во војната со Украина. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!